Повредените преврски која правеле доаѓале во Скопје, а кога правеле физикална терапија во Кочани, наводно нешто имале. Па тоа е ненормална работа. Зошто е ненормална работа? Ти сега тие доста се измачиле што се лечеле по странство, доаѓаат во Кочани, ти после 2 месеци ја немаш опремено болницата со лекар, има еден лекар наводно. Замисли, еден лекар на 200 повредени скоро. Значи мора да си неспособен или да си некој лудак или манијак да не се бори за овие луѓе. А такви ги има полно и во владата и во министерството. Значи ние имаме луѓе работа со психопати, тендераши, криминалци, неспособни политичари. Ова ме револтира затоа што ги гледав луѓето и пак ќе одам и ги повикувам граѓаните на Македонија да го поддржуваат маршот, протестот на родителите. Се одржува секоја сабота во 16:05 минути во Кочани, да им дадеме поддршка. Поддршката е многу важна. Кој колку може да донира, слободно нека донира. Но јас велам дека ние колку може како граѓани ќе донираме, но државата наша треба да дае тука милиони евра. И затоа викам, изборував со адвокати за можност да се тужи државата. Да се тужи и да се доделат огромна сума на пари на овие семејства